Окей. Ова ми е втор тейк на подкастов Слушај Ваму. Предходниот си се размуабетив едно пола сат. Што сум правил? Море вицои, море шармантен, море дигав тегови, бицепси, трицепси, играв рок-н-рол, свирев соло, качен на маса. Лудница беше, и кога гледам на крајот, сум заборел да пуштам снимање. И сега, ништо, сувопарно, ке тераме. Драги мои, драго ми е што ве гледам, здраво, добре дојдовте уште еднаш. Ви посакувам да се дружиме уште долго и мојата намера е тоа да го правам многу долго време и многу често, многу почесто од што до сега. Нормално, по инспирации. Ја не работам со текстови, не работам со концепти, ја работам со некаква интуитивност, акумулирам податоци и си го изнесувам своето мислење на еден популарен, популистички, со свој речник, кому му се допаѓа, кому не му се допаѓа, кој сака нека се огради, кој сака нека се загради, кој не му е интересно, па имате многу убави геј подкасти да си гледате таму. Ако и тоа не ви се свиѓа, еневија фарма, изборот е голем и нормално. Колку е дното пониско, толку е популарноста поголема. Значи, ја кога бев дно, имав енормна популарност. Сакам да се навратам на 2008 година. Тоа е годината кога е, може би тука негде, почетокот на пикот на емисијата која ја водев, која траеше по... Ова комарец беше? Не е вајда. Као е... Па какво е времево? Ова глобалново заладување ме препоти денеска. Туку, работевме многу. Емисијата тераше и по 5 сати, затоа што имаше огромни блокови со реклами. Толку многу се рекламираше. Дури немавме маркетинг агенција, сами доаѓаа фирми, плаќаа, не знам, за еден блок реклама, пуштање у емисија или две пуштања, 500 евра, не прашуваа, 30 секунди спот, 4 пати, ова, она, ваму и тамо. Мене ме кошташе тоа здравје. Мене многу ме кошташе здравје, физичкиот напор и стресот, а плюс тоа и вие не бевте милозливи, знаеш, си рекол вака, си рекол така, знаеш, народот обично разгаѓен у гаќи купени од пазар, пикнал левата рака, игра карамбол и за ова, ја знам боле и така натаму. И сето тоа треба па да го истрпиш и нормално негде ќе пукне. Првен ќе пукне инфаркт, па ќе ти пукне нога, па ќе ти пукне на канцер, па се лечиш, па ќе се извадиш, сирџиите ќе викаат фала Богу го закачи и овој. И после кога ќе видат дека си се излекол, мјау, како и да е, не се занимавам со себе, нити што ќе биде, како ќе биде, терам додека можам. Да, имав еден период каде што стварно не можев рационална мисла да срочам и направив подолга пауза, се надам сега малце почесто дека ќе ме има во програма. Погледнувам само дали добро е снимам. Значи, 2008 година е многу клучна година и ја памтам многу добро, не заради рекламите и од најдобрата заработка која ја има во животот, една од најдобрите, туку заради кризата која настана. Тоа беше глобална финансиска економска криза, напукање на балонот во Соединетите Американски држави, кога не само што обичниот народ и банките ги загубија, банкротира, а народот ги загуби домовите кои му беа под хипотека, бидејќи таму што год да правиш, сите имаат под хипотека нешто ставено.
мое мислење ќе ми дозволите сам да си плямпам, да си терам. Јас знам дека сте многу паметни, дека гледате многу YouTube видеа и дека све сте научиле од YouTube. Книги не ви требаат, аналитичари се поише само анал, вие од сите поише знаете и тоа е во ред. Но дозволете ми и јас да си бидам сличен како вас и да си го кажам моето мислење. Таа криза беше резултат на 2001. Иако 2001 е само последица на она што се случи 1999 година, бомбардирањето на Србија. Бомбардирањето на Србија од страна на НАТО беше една штих проба да се види како ќе реагираат големите сили, како ќе реагира Боранија и како ќе се контролира сето тоа. Дали може да се изменаџира, дали можеме да одземеме територија, да дадеме на друг и така натаму и така. И сето тоа се случи. Нормално, со многу пропусти, бидејќи за тоа, иако стоеше Џорџ Буш деклариран републиканец, во суштина беше една мизерна, либерална лигушка и лепенка која ја оствари политиката на Клинтон и ја подготви политиката на Обама. Таа криза е директна последица и на 9/11, кулите близначки, и сето она што после се случуваше, а што им даде сила политичка на демократите или сороспиите да се згнат на цел свет и да почнат не само воено, туку и преку невладини организации да влијаат на судбините на цели држави, на политичката волја на народот, да ја менуваат, да ги заплашуваат и успеа во тоа. И успеа. Сега, дечки, сега да не се лажеме, LGBT ве извади од кондори, ве преплаши. Како иначе 7 години владееа овие. Никој ништо, еве ги денеска гледаме колку им е силата. Голтари. Како? Преку невладините организации. Како? Ви пуштија муабети за сер и вие, слушај сер. Епа, народ што гледа Фарма и што гледа геј подкасти кој со кого, од каде му правел и како му влегол и му излегол, лесно го манипулираш. Иди ти манипулирај некој што чита книги или гледа филмови. Зборам дека но не сме само ние такви. Цел свет е таков станат. Тогаш во светот паднаа финансиските институции. Толку беше силно да прв пат во таква економска криза интервенираше државата. Обично кога доаѓа економска криза, државите не интервенираат затоа што постои едно правило да се остави системот сам да се прочисти. Пропаднал еден систем и една фабрика, друга ќе се изроди, други работниците останале без работа, друго ќе најдат работа и така натаму. Промените се потешки и се помачни. И затоа луѓе бараат социјализам, комунизам кој ќе им даде, ти ќе бидеш шеф на шалтер и 50 години само тоа ќе работи. Во капитализмот бара динамика на промена, бара твоја лична и интелектуална и духовна, но најчесто професионална промена за напредување, понекогаш уназадување, но во секој случај се е тоа апдейтирање на сопствените способности, а не стагнација. И во една таква ситуација, кога Америка ќе кивне, светот добива температура, овдека Америка беше во скоро коматозна состојба. И затоа падна, хейтајте колку сакате или сакајте, факте, она што се случува во Америка секогаш имало последици низ целиот свет. Лошата финансиска ситуација, падот на берзите, падот на банките, падот на финансиските институции го почувствуваа сите. И тоа дојде и на наша врата. Сите соседи го почувствуваа тоа, но ние не. Зошто?
Затоа што тогашната влада на ВМРО-ДПМН донесе сет мерки. Владата на ВМРО-ДПМН, како и тогаш, така и денес, никогаш не била на еден човек. Така што денеска, кога гледате добри работи дека прави власта, јасно ви е дека не може сите ловорики да му се дадат на Мицкоски. Како што, ама затоа многу лесно му ги давате на Груевски од тоа време. Не баре он сам се работел. А што беа овие луѓе што аргатеа деноноќно, или кој ќе ми рече некој, Тито у тоа време ти изгради ова, ти изгради она. Како бе Тито ми изгради? А што правеше Чичко ми на градилишта 40 години? Здравје изгуби. 200 згради изгради. Измолтериса километри. Кој го направи тоа? Темпо? Тито? Или рацете на нашите родители, нашите предци? Заслугата на Тито си е заслуга, но заслугата и на нашите предци. Как не зборите за оно што нашиве родители го изградиле? Тито го направил, еве го сега у Крушево споменикот. Па кој го градеше бе тој споменик? Марсовци? Дојде од комунистичка партија, вака, во делата и со четки за заби го средија. Не, мајка ми, татко ти, дедо ми, баба ми, стрина ми, вујко, вашите. И тоа не смее да се заборави. Нормално, имало фирмата директор. И директорот си сноси свој ловорики. Браво, директоре, свака ти час. Ама ова го заборавивме. Делата на нашите родители. И нашите, да речам, помлади луѓе, си ги памтат родителите, низ какви маки имаа за да се преживе. Но се преживеа, и тоа многу полесно. Финансиските институции обстанаа, оние што беа во кредити не беа, да речам, пропаднати банки, па после да беат под притисок да ги вратат подитно кредитите, немаше недостаток на храна, немаше недостаток на гориво и така натаму. Иако некој ќе рече, ама добро, тоа беше финансиска криза. Да, ама последица од војните. Бомбардирањето на НАТО на Србија, бомбардирањето на Ирак после 9-11, арапската пролет, Египет, Либија и така натаму и така натаму. Така што ја не одвојувам кризата 2008 година до 2012, не ги одвојувам од она што се случуваше од војната. Така и денеска сме во една голема криза и таа не е само воена, таа е и економска. Воената криза у овој момент доминираат над економската, но прашање е балонот кога ќе пукне. Тешко пука кога е војна, тој пука кога малце ќе се стабилизира работата и сето она што е лошо одиграно, лошо подпишано, лошо инвестирано, неминовно е да пукне. Но јас сум мирен. Мене ми рекоа, например, Јако, сакаш да си добар? Сакам да сум добар. Сакаш да снимаш уште емисии? Како не сакам? Мора да бидеш смирен, да спиеш, да рекреираш и да си свиркаш, да уживаш. Што е најтешко за мене? Ја не знам како луѓе можат да се опуштат и така. Но го учам тоа. И еве, сега сум смирен и не се припотресувам дали ќе има атомска војна, дали ќе има нафта, дали Мореузот ќе биде прооден, дали ќе му фрлат атомска бомба на Израел, дали Либан ќе го снема и така натаму и така натаму. Зошто? Затоа што многу од луѓето кои беа во 2008 година денеска се повторно на власт и кои многу добро знаеа како, што и се одигра и што треба денеска, бидејќи секоја криза не е иста, што треба денеска да се направи. Грк да ти пренесе информација дека Македонија го намали ДДВ-то на горивата, 10%.
И сега гледам овие шилјокураниве, фейсбуковски, кои треба опозицијски лајкови да добиваат. Знаеш, шо било тоа, голема работа. Мислел 2 недели и го спуштил. Да, ама едини го спуштил. Тоа затоа што ќе исмејава за да не ти текне. А чекај, го направи тоа Србија? Не. Го направи Грција? Не. Го направи Бугарија? Не. Го направи Албанија? Не. Го направи Хрватска? Не. Го направи Словенија? Не. Дали го направи некоја европска земја? Не. Зошто тогаш сите овие земји ја пренесо оваа вест? Затоа што е добар потек, интуитивен потек. Значи, брзо решение. Не бара брейнхарт, мислам, straightforward решение. И во овој момент е феноменално затоа што еден подолг рок транспортот ќе биде порелаксиран, цените ќе идат нагоре. Некај нас, у цел свет. Тоа ќе биде ужас. Но ние ќе имаме малку фора, затоа што додека дојде ренивелирањето на кризата да ги подигне сите останати цени, ние ќе имаме време да се адаптираме. Што значи дека цената на храната, горивата и она што ни е нам неопходно за живот, ќе остане релативно во овие рамки. Не може да обстане, мислам, нечовечки, освен ако не се задолжиме енормни милиарди, како Тито, и после лепа села, лепо горе. Мислам дека таа смиреност ми доаѓа од тоа што гледам што прават и гледам дека знаат што прават. Она што е интересно во оваа работа, што овој народ не го цени, бидејќи овој народ цени ако гледа дека цигарите му се ефтини на каса. Енормна офанзива градежна на изградба на патишта каква што ја не паметам, еве искрено ви кажам. Јас сум од времето на Тито. Мене ми се чини дека кога ќе го пратат Коце Трајановски на одмор, он ќе отиде Брчко Бановиќ да ја заврши. Легендарната пруга која нашите драги комунисти од бившиот ни систем никогаш не направија, изградија и завршија. Така што мирен сум. Мирен сум и тоа смирение ми е добро за мојот ум и моето здравје. Ако умот ми е добар и здравјето успеам да го исконтролирам со смиреност, а сите ми викаат, од стручни до гледачи у кугла и на кафе, ми викаат, Јанко, спушти ја топката смирено. Како бе смирено да живееш у Македонија? Може, бидејќи смиреноста не е надвор. Смиреноста не е кај комшијата, кучињата, автомобилите, овде. Овде која ќе го најдеш кликот да го исклучиш и да бидеш благодарен, како што мене ме научија. Нема тука, леле, Господи, ми се расипа кола, да молим те поправи, ми ја направи нешто да се прави. Се расипа колата, фала ти. Ме боли зап, фала ти. Имам криза со пари, фала ти. Ми тргнало лошо, фала ти. Ми тргнало добро, фала ти. Иде напред, фала ти. Иде назад, фала ти. Лево ќе идеме, фала ти. Десно ќе идеме, фала ти. И да видиш колку ова бизарно звучи, нели, плитко, а во суштина straightforward е. И те тера да се опуштиш, да работите кои не се во твои раце и не можеш да ги промениш, да влезеш у еден тајчи зен ом. Може да се променат, ќе се нафрлам као да ми е животен повик, да помогнам, да подобрам, да направам. Макар ако треба на комшијата да му помогнам со кесите, што едва се влече кутриот до дома додека да дојде. А ако може би повеќе. ВМРО еднаш и помогна на Македонија
им помогна на сите во Македонија, во најголемата криза, не се сомневам дека и тоа и денес. И затоа сум смирен. А хејтерите ќе си хејтаат, лајкачите ќе си иронизираат, бидејќи тоа е нивна работа. Креативноста нивна е во јадење бурек. Па ја престанав да јадам бурек. Како сакате нарече тоа. Слободно омаловажувајте ме, ама ова е мое лично мислење, нити нарачано, и јас сум убеден, секоја клетка ми е фикс дека ќе биде окей. Затоа ја само немам што друго да ви кажам, освен слушај ваму и се слушаме и гледаме.